Почитуван пратеник, почитуван господин Ристевски. Прво, не знам зошто вака формулирани прашања, освен ако не можам да потврдам дека позитивните промени што се случуваат последните години во нашата земја се нешто кое што сигурно ви пречи. Затоа што покажување дека законот важи еднакво за сите, дека никој не е заштитен, дека секој одговара согласно законот, е нешто за кое што целиот наш народ се залага, кое што представува европска и демократска вредност, кое што нешто за жал го немавме видено во 11 години ваше владење. Денеска можеме да докажеме и да покажеме дека истражните органи постапуваат неселективно, дека без разлика дали некој е близок до власта или до опозицијата, или апсолутно нема никакви предиспозиции политички, ако се огреши пред законот, тој одговара. Секој е невин додека не му се докаже вината, но секој е еднаков пред законот и никој не е заштитен од одговорност. Командирот на полициската станица го бира Советот на општина Прилеп. И тоа е така по законот. Истовремено, командирот на полициската станица, ако посегнал кон незаконско действие, апсолутно треба да одговара. Акцијата која што беше спроведена е исклучително професионална и исклучително успешна, на ниво на стандарди на најсовремени демократски држави во светот, како што е САД, како што е Германија и многу други европски земји. Апсолутно осмислена, организирана, докажана, комплетно по сите професионални стандарди. За разлика од тоа што главниот координатор на оваа акција, секако министерот за внатрешни работи, заедно со истражните органи кои што ја водат самата акција, но во делот на полициското постапување, нормално е дека министерот за внатрешни работи да се бара оставка за успешно спроведена акција, апсолутно ниту имам право, ниту сакам да размислувам, освен да поттикнам професионалност во спроведувањето на законите, законот да важи еднакво за сите, без разлика кој на кој е близок и без разлика кој во кои социјални слоеви во општеството припаѓа, во кои институции работи или не работи. Само така ќе ја враќаме довербата кон институциите и кон владењето на правото. Што не е исто со вашето однесување. Знаете дека беше исто така санкциониран соодветно полициски службеник, конзумент на кокаин, со кој што вие дружите јавно. Постојат слики за тоа. Еве ги сликите. Заедно сте во негово друштво, кој што апсолутно, веројатно, под дејство на опојни дроги, јавно лепа лекар во Прилеп, без било каква одговорност во тоа време ваше. И нормално дека овој министер исто презел одговорност заради тоа што ваш министер требал да преземе, а не презел одговорност. Таа е разликата. Не, за време на Чулев е неговото однесување, кога доаѓа Оливер Спасовски презема одговорност. Без разлика за кој се работи, ја испраќа пораката. Таа е разликата. И тоа е голема разлика. И дефинитивно, пред се овде во македонскиот парламент, пратениците треба да се залагат и да прават позитивен притисок кон спроведувањето на правдата и владењето на правото и еднаквоста на законите за сите. И тоа денеска се случува насекаде во државата, на локално ниво, во главниот град, насекаде. И тоа ќе е така и никако поинаку. Затоа што само на тој начин ќе ја враќаме довербата во правниот систем и во севкупната правда, која што за граѓаните е полицаец што бесне на центарот во Прилеп, исто е неправда. Или било кој граѓанин. Затоа има голема разлика, господине пратеник. И таа разлика треба да ја афирмираме и да ја потенцираме. Јас сум сведок како се спроведуваат акциите тогаш кога е потребно и координација со премиерот и со владата.
И тоа денеска е на показ. Беа мисловни именки да има истрага против високи функционери од власта, високи функционери на било кои позиции поставени од власта. Тоа не постоеше во нашата земја. Денеска тоа е наше секојдневие. Сите еднакво одговараат пред законите. Транспарентноста е комплетна. Граѓаните знаат се за неколку не часа, минути со спроведувањето на акциите. Заради тоа што ги знаат сите детали. Таа транспарентност е гаранција за будното око на институциите. Без разлика дали се под извршната власт, под парламентарната власт или под судската власт. И апсолутно тие придобивки се нотирани насекаде. Затоа и денеска Freedom House кажува дека Македонија, односно Северна Македонија, е една од земјите која што покажува најголем скок во демократијата. И тоа го има насекаде. Читајте ги извештаите во споредба со сите други, затоа што денеска и е слобода, и е демократија. И тие се апсолутно огромни вредности кои што нашиот народ ги заслужува. Но сами по себе слободата и демократијата се најголем гарант на владењето на правото, на ефикасниот сервис на институциите кон граѓаните, на успешните политики, на унапредувањето на квалитетот на животот, на дигањето на економскиот стандард по сите бројки и параметри. Затоа се тие придобивки кои што денеска се нотирани и од дома и од сите меѓународни извештаи. Тоа е вистината. Затоа треба да се има понекогаш и пофални збори за успешните акции, а не да се бара низ нешто што е 100% професионално, успешно спроведено и се дава можност да биде поздравено, пофалено и поддржано. И ред е сите да го поддржиме. Како што е ред да го искритикуваме таму каде што нешто е проблематично, не е професионално, не е успешно, не е ефикасно или слично. Затоа денеска има вредности. Некои ги викаат европски вредности. Ги имаме дома. Владењето на правото и еднаквоста на законот за сите е голема европска вредност. Таа живее во Северна Македонија и ќе продолжи да живее и да се унапредува. Благодарам.